Добар ден, драги ученици! Вие сте во училници и следите француски јазик за 9 оделение. Јас сум Елизавета Трпковска и предавам француски јазик во основното училиште Гоце Делчев во Неготино. Денес ќе учиме за директен и за индиректен предмет, за кратките заменски форми за директен и индиректен предмет и какво е нивното место во реченицата, како ќе ги применуваме. Прво се подсетиме на директен предмет. Еве една реченица со 3 елементи. Ан препара un gâteau. Sujet, верб, обже, или на македонски подмет, прирок и предмет. Овој предмет во реченицата го викаме директен предмет во реченица. Како знаете, одговара на прашањето што. Ан препар quoi? Ан препар un gâteau. Освен на прашањето што, може да одговори на прашањето кого или кој. Ан regarde Pierre. Ан го гледа Пјер. Ан го гледа кого. Еве нашата реченица, Ан препара un gâteau, идентификувавме дека ова е директен предмет во реченицата и понатаму може да биде заменет со кратката заменска форма за директен предмет или комплемент обже директ. Како го заменуваме? Затоа што именката од машки род ќе го замениме со оваа форма L. Реченицата ќе гласи Ан le prépare. Ова L се однесува на колачот. Ана него го подготвува. Да ги видиме сите форми за директен предмет. Ова е комплемент обже директ. Еве ги формите во сите 3 лица, еднина и множина. М одговара на мене ме. Т одговара на тебе те. Во трето лице, зависно дали именката е машки или женски род, за машки род е Л, за женски е Ла. Него го, не а ја. Ну, нас не. Ву, вас ве и за множина, трето лице множина, ле, нив ги. Доколку глаголот почне со самогласка, формите добиваат апостроф. Да го видиме тоа и во некој пример. Примерите се само за третото лице. Ева го машкиот род, ева го женскиот род и множината. Во реченицата il prend le cahier подвлеченото е директен предмет. Го заменуваме со la. Il le prend. Je veux la gomme е директен предмет, го заменуваме тоа со la. Je la veux. Tu lis les livres, ти ги читаш книгите, ти читаш то. Го заменуваме со le, tu les lis, ти ги читаш. Доколку глаголот почне на самогласка, како што кажав, тогаш формите ќе си добијат апостроф. Каде е местото? Во таква реченица како мојот пример, tu manges le pain, директниот предмет се наоѓа позади глаголот. Меѓутоа, кога ќе биде заменет со кратката заменска форма, тогаш кратката заменска форма се наоѓа пред глаголот. Tu le manges. Ова L се однесува на левот. Во заповеден начин доаѓа позади глаголот. Mange le, изеди го. Индиректен предмет. Да се подсетиме, еве ги трите елементи на реченицата Ан телефон à sa mère. Да ги видиме. Подмет, прирок и предмет. Меѓутоа, сега тука имаме една друга ситуација. Гледате, меѓу глаголот и предметот, значи меѓу прирокот и предметот, имаме една препрека. Таа препрека е предлогот а. Не може глаголот директно да помине на предметот и не одговара на прашањето што. Ана телефонира, немаме логичен одговор на прашањето што. Туку има едно друго прашање што ни кажува дека ова е индиректен предмет, а тоа е прашањето кому. Ан телефон а ки. Ана телефонира на кој? Кому? Што му одговара на прашањето кому, покажува дека ова е индиректен предмет. И што ми го има предлогот а? Освен на прашањето а ки, одговара и на прашањето а куа. Еве како. Еве нашата реченица, тоа што сме го заокружиле е индиректниот предмет, се заменува со кратка заменска форма lui. Во реченицата тоа ќе изгледа понатаму вака. Ан lui телефон. Ова lui се однесува на мајка ѝ. Ана и телефонира. Да ги погледнеме кратките заменски форми за индиректен предмет. М одговара на нашето мене ми. Т на нашето тебе ти.
Во трето лице еднина, една е формата. И за двата рода во францускиот јазик е lui. Во нашиот јазик нему, му, неизе и. Nous, нам, ни, vous, вам, ви и leur, ним, им. Да го видиме тој во пример. Еве тука имате повеќе реченици. Tu écris à moi. Тоа што е подвлечено е индиректен предмет и го заменуваме со кратка заменска форма. Tu m'écris. Ти мене ми пишуваш. Il répond à toi. Ева го индиректниот предмет. Il te répond. Тој тебе ти одговара. Je téléphone à Pierre. Je lui téléphone. Je téléphone à Julie. Je lui téléphone. Не е важно дали именката е машки или женски род, имате една форма. И кога го разбираме тоа, јас нему му телефонирам или јас неизе и телефонирам. Доколку вака ги погледнете сите глаголи, ќе видите дека после сите стои предлогот а. Со кои глаголи може да го... Кои глаголи бараат индиректен предмет? Еве, dire à. Или demander à. Или ressembler à. Parler à, donner à и така натаму многу глаголи. Еве ги формите и на двата предмета. Формите за комплемент обже директ и формите за комплемент обже индирект. Кога ќе ги погледнете сите во една иста табела, забележуваме дека формите се исти, освен во третото лице еднина и третото лице множина. За комплемент обже директ формите се le la, за индирект е lui. Или пак тука, во множината, за директен предмет е le, а за индиректен е leur. И само тамо е разликата. Другите сите се исти. Да погледнеме сега една друга реченица. Anne prépare un gâteau à sa mère. Оваа реченица гледате дека има 4 елементи, а не 3. Кои се? Подмет, сюже, Ан, вршителот на дејството. Глаголот prépare, Ана подготвува. Што подготвува? Quoi? Un gâteau. Кому подготвува? А sa mère. Веќе ви е јасно дека ако одговара на прашањето што е директен предмет, а ако одговара на прашањето кому е индиректен предмет. Овие два последни елемента ги викаме предмет во реченицата. И како што забележувате, оваа реченица е составена од два предмета. Едниот е директен, а другиот е индиректен предмет. Тие стојат удвоено во реченицата. Еве ги. Кратките заменски форми служат за да ги замениме овие предмети. Ние можеме да ги замениме еден по еден. Не мора двата веднаш да бидат заменети или секој пат да бидат двата заменети. Како можеме да сториме за вас да ви биде полесно? Ан prépare un gâteau à sa mère. Еве го директниот предмет, можеме да го замениме со л и реченицата да гласи Ан le prépare à sa mère. Едниот предмет сме го замениле со кратка заменска форма, другиот ни останал. Ана го подготвува на мајка си. Или пак, можеме реченицата да кажеме Ан lui prépare un gâteau. Ова lui е кратката заменска форма за индиректен предмет и сме го замениле. Само индиректниот предмет, додека директниот ни останал во реченицата. Ан и подготвува колач. Меѓутоа можеме и двата да ги замениме во една иста реченица и вака да изгледа таа реченица. Ан le lui prépare. Ан и го подготвува. Гледате, чекор по чекор, ќе дојдеме до тоа да бидат тие удвоени заедно во реченица. Ан donne la valise à ses copines. Да замениме само куферот. Ан la donne à ses copines. Да ги замениме само другарките. И да речеме Ана им го дава куферот. Вака ќе биде реченицата. Ан leur donne la valise. Ова leur се однесува на другарките. Или пак да ги замениме и двата и да добиеме реченица Ан la leur donne. Ан offre les cadeaux à nous. Ан les offre à nous. Ова ле се однесува на подароците. Ана ги нуди на нас. Или пак во
вториот чекор. Ан nous offre les cadeaux. Ана нам ни нуди подароци. Или двата да ги замениме. Ан nous les offre. Како ќе се снајдеме каде е местото на овие удвоени форми за директен и за индиректен предмет? Нема да размислувате кој е директен, кој е индиректен предмет, кога го барате местото нивно во реченицата, туку ќе се раководите според формата. Видовме дека формите им се исти во прво и второ лице еднина и множина. М, Т, ну и ву, тие што ги делат, што им се исти за двата предмета, секогаш се во прва позиција. Тие секогаш стоат први во реченицата. Додека Л, Ла и Ле се втори, на второ место. Понатаму стојат Lui и Leur. Доколку се сретнат, еве ги, овие се формите за директен, овие се формите за индиректен, доколку се сретнат они двајца, Л, Ла и Ле ќе бидат први, овие ќе бидат втори. И во задна позиција стои приложките заменки стојат. Пред глаголот. Како тоа изгледа? Tu me le donnes. Ти ми го даваш. М во прва позиција, Л во втора позиција. Je le lui demande. Сме го сместиле Л напред, lui позади. Јас му го барам. Суже е подмет. Доколку реченицата е во одречна форма, тука ќе дојде од речноста. Па после еве ги формите. Како што кажавме, секогаш во прва позиција се тие што се заеднички. М, Т, ну и ву. Па Л, Ла, Ле, па Lui, Leur, на крајата приложките заменки. Па глаголот, па негацијата па. Во прости времења. Прости времења се тие што немаат помошен глагол за да се изградат. Например, простото идно време. Elle montrera sa maison à vous. Sa maison е директен предмет, а vous е индиректен предмет. Elle vous la montrera. Вака ќе стоат пред глаголот. Vous во прва позиција, la во втора позиција. Според правилото. Во минато свршено време, во passé composé стојат пред помошниот глагол. Il a écrit ce roman à nous. Ce roman се заменува со L, а nous се заменува со nous. Како што видовме и сетете се, М, Т, ну и ву секогаш се напред, еве како ќе звучи реченицата. Il nous l'a écrit. Тој нам ни го напиша. Пред инфинитив ги среќаваме во случај како на пример во futur proche и во некои други случаеви, меѓутоа еве futur proche вас ви е учено. Il va acheter des légumes à moi. Тој ќе купи зеленчуци на мене. Des légumes, множина се заменува со ова ле. À moi се заменува со м. М е во предна позиција. Пред инфинитивот стојат il va me les acheter. Во заповеден начин стојат позади глаголот, тоа го кажавме претходно, како ќе изгледа. Donne la lui, offre le leur, или prends le moi. Гледате сега тука м е во нагласена форма и комплемент обже директ се наоѓа пред андирект. Да го извежбаме сега ова. Имате реченица Je prête le stylo à mon copain. Реченица со два предмета. Le stylo директен, а mon copain индиректен. Le stylo ќе го замениме со L и стои напред. А mon copain ќе го замениме со lui. И стои во втора позиција. Je le lui prête. Овие другите не ни требаат. Од реченицата јас го позајмувам пенкалото на мојот другар, добивме реченица со кратки заменски форми за предмет. Јас му го позајмувам. J'envoie les messages à toi. Директен предмет, les messages, à toi, индиректен предмет. Ова Т стои напред и го заменува индиректниот. Les messages ќе го замениме со ле. И еве каква реченица ќе добиеме. Другите не ни требаат. Je te les envoie. Јас ти ги испраќам. Il dit la vérité à moi. La vérité директен предмет, à moi индиректен предмет. А moi сме го замениле со м и доаѓа во предна позиција. La vérité го заменуваме со la и доаѓа
позади м. Другите не ни треба, да погледнеме реченицата. Il me l'a dit. Тој ми ја кажува. Vous posez beaucoup de questions au prof de français, тука недостига едно S. Beaucoup de questions го заменуваме со le, директен предмет, а au prof de français го заменуваме со lui. Како е местото? Прво ќе дојде le, според правилото, па ќе дојде lui. Voulez lui poser. Се надевам дека ви беше јасна оваа граматичка содржина. Оставам сега на вас да ја вежбате. Ви нудам еден линк. Тоа е еден мал тест да проверите дали може да се снајдете и да го примените удвоениот предмет во реченица. Доколку не можете, има опција кориже и да го решите тестот два пати. Ви посакувам успех, бон кураж и à la prochaine!